93 годишниот дедо Милан Белев е најстариот занаетчија во Охрид. 8 децении го работи кожарскиот занает. Во далечната 1939 година заминал да учи во Зајачар, соседна Србија. Тогаш бил 12 годишно момче. Работел чирак кај добар мајстор цели 4 години. По враќањето дома, самостојно почнал да работи во својот дуќан во Охридската Стара чаршија, заедно со својот брат. Прво изработувале опинци, торби и правеле поправки на кожени предмети. Со своите вешти раце и златен занает, 80 години го хранел семејството. Кога дојдов, јас одека имаше 50 дуќани тога уште. Кога дојдов јас овдека да работам. После работавме со брат ми заедно. Тој беше учеше џуборезарска школа. Само опинци правевме услуги вака за поправки, беше торби, амо и за којни работавме, и то го работавме, ама се купували. И то помина. Нема веќе од него така работа. Не бара никој. Основаја овие друштва фолклорни, овдека Гердан беше, Билјана беше, не знам кој беше, после дојдоја странци. И тие основаја, имаја своји групи, бараја, му пушак, не опинци ми со поша, така. И така тераше некако работа. Тежок е занаетот, нема машини, се е рачна изработка, нема производ без 6-7 часови посветена работа. Ниту еден чирак не сакаше да учи, ниту пак да работи, раскажува познатиот мајстор. Чирак не се појави, никој не сакаше да дојде да работи. Никој во толку години што работавме, никој не се дојде едно дете еднишка одека. Сакате ученик да работат, сакаме. И му вели брат ми, може, дете, имаш ти татко, мајка, едно друго. Речи му на татко ти, нека дојде да се разбере. И тој вака со, абе како татко, рече, го приписи, јас сум тука, рече. Добро, и не дојде. Дуќанот на Белеви е вистинска атракција, особено поради бесценетата вредност на рачно изработените влечки, ташни, колани сувенири. Милан од честата комуникација со холанѓаните научил и холандски јазик, а имал и пријатели каде одел неколку пати на гости. После да биде холанѓани, со они ми се запознаевме, малу јазикот го учевме, транзитивне, како. После да слике, бака, бил пријатели, се пативне, ојдовне, 2 пати не поканаја да ојме таму, 2 пати сме ојдени. Во Холандија сте биле? Во Холандија. На чија покана бевте? На покана од мушери. Денес е горд и среќен. Неговиот занает го наследуваат внукот Крсте и неговата ќерка Елена, која со многу љубов и страст сака да ја продолжи семејната традиција. Дуќанот е преполн со модерни колоритни производи и наликува на малите кожени работилници во Фиренца. Јас сум фактички 3-та генерација наследник на дедо ми, фактички на двајцата дедовци, татко ми па јас. Јас почнав, значи, првично пред 3 години да доаѓам во дуќанот, заедно со него, доаѓавме од Сабајле, така. Ми беше многу убаво, интересно, доаѓаа многу холанѓани, туристи, многу ми беше интересно да ги гледам неговиот контакт со нив, како тој зборува холандски, тие се воодушевуваат.
и решив да внесам малку живост во дуќанот на тој начин што сите овие креации, ташни, сандали и други изработки се фактички моја замисла. Откај белеви пазарели и славни личности, дедо Милан им правил по нарачка и кондури и папучи. Па, може има 45 години од тога. Бевме на фудбал, по недела одевме на фудбал во Охрид. И кога се враќавме од фудбалот, отвори повдека. Се правиме вака беше фудбалот, онака беше. И влегоа двајца овдека постари луѓе. Влегоа седна вака сакаме, оно сакаме. Опинци сакаме. И тој рече, ја сакам папуци, рече. Ај, ќе направиме папуци. Тој другиот со него што беше, тој беше словенец. И ми вели, господин, рече, амбасадор Бразила во Београд, во Југославија, рече. И нормално, запознаевме можам со голема она. И така, мој направив, мој пучи со поча. И се јавија после. Многу беше, така. Врвниот мајстор има многу да раскажува за својата плодна и богата кариера, безброј случки, имало и проблеми, но и смешни ситуации. Меморијата добро го држи, па ни раскаже и анекдота. Опинци од гума правевме, од гума шарена. За селаните ќе купи еден во понеделник опинци и ошол да му мали мисли. Чекал другиот пазар. Значи, во понеделник идеја ти пазар, тога беше понеделник во идат оде. Кога бевме, одевме и на тезга, излагавме она... Во пазарот. Во пазарот. Така. И тука дојде вака, мали ми се опинци. Многу. Му даваме ни поголеми. Овие ми се големи, рече. Му даваме истите. Овие, рече, колку му се рече. Овие како за мене правене, така, овие си погоди работа. И така. Се пондасмејме. Годините натежнале, но дедо Милан се уште е во својата работилница. Сега занаетот полека го предава на внуците, но здравјето добро го служи, па не се откажува да изработи некои сандали, влечки или опинци. Старата охридска чаршија во минатото била символ на занаетчиството. Имало 7 кожари, опинчари, самарџии, ковачи, терзии, тенекеџии. Денес е модерна чаршија. Во неа остана само еден кожар, дедо Милан и неговите наследници.